Почитувани сограѓани, почитувани представници на медиумите. Најнапред се заблагодарувам на покажаниот интерес од ваша страна за случајот кој денес го презентираме пред јавноста, на вашето присуство кое во голема мера ќе помогне да ја запознаеме и јавноста со една голема неправда нанесена на нашиот колега Гоце Петкоски, која ќе влијае и на сите останати полициски службеници, неправда нанесена во форма на судска пресуда со изречена драконска и крајно незаслужена казна. Исто така се заблагодаруваме и на граѓанската иницијатива за протест за поддршка на нашиот колега во целост кој се одржува денес по улиците на Битола. Она што сакаме да го дознаеме како синдикат на полиција во Македонија, како представници не само на нашето членство, туку и во име на сите полициски службеници од сите полициски служби, а при тоа да го запознаеме и целокупната јавност со целиот случај и тек на настаните од септември 2020 година е следното. Дали за судот е доказ за изрекување на ваква драконска казна напад на полициски службеник пред очите на Гоце Петковски? Дали за судот е доказ за изрекување на ваква драконска казна заканата по живот упатена кон полицискиот службеник од страна на наводно оштетениот? Дали за судот е доказ за изрекување на ваква драконска казна физички напад врз медицинско лице доктор кој бил повикан на лице место на сообраќајна незгода за да ги провери и утврди повредите на истиот тој кој ја нападнал? Дали за судот е доказ за изрекување на ваква драконска казна нападот лично кон Гоце Петковски од страна на наводно оштетениот? Дали за судот е доказ насилното одземање на гумена палка осигурана на појасот на Гоце Петковски од страна на наводно оштетениот? Дали за судот е доказ кога со веќе одземената гумена палка наводно оштетениот го нападнал полициски службеник Гоце Петковски и со тоа се створиле услови за користење на физичка сила предвидена со уредба за употреба на средства за присилба? Дали за судот е доказ тоа што покрај и обидите на Гоце Петковски да му ја одземе гумената палка, на наводно оштетениот истиот дал активен отпор и продолжил со удари кон полицискиот службеник? Дали е доказ тоа што во моментот кога Гоце Петковски успеал да му ја одземе гумената палка на наводно оштетениот престанал со употребата на физичка сила, точно на начин кој го предвидува и уредбата за употреба на средства за присилба? Спротивно на тоа, дали судијата пресудил врз основа на тоа што наводно оштетениот не поседувал лекарско уверение за повреди, бидејќи такви повреди не биле утврдени при преглед на лицето? Дали судијата пресудил врз основа на сведоштвата на очевидци и медицинското лице кое било нападнато на лице место, кои мислења едномислено биле во полза на УПС Гоце Петковски? Дали судијата пресудил само врз основа на една аматерска видеоснимка од мобилен телефон на која не може да се согледа секој момент кој го наведовме претходно, за да се донесе релевантен заклучок, а за сметка на тоа сите останати докази упатуваат на тоа дека УПС Гоце Петковски постапил по сите законски основи за дејствијата кои ги презел? Не. Овде не е задоволена правдата. Во овој случај не е донесена правична пресуда и овде е нанесена само неправда. Сведоци сме на многу други случаи кои се проследени во јавноста и во кои се изречени далеку поблаги казни за многу потешки дела. Само затоа што сме припадници на полицијата, на било кој огранок од полицијата. Нашата стручност, обука и заклетва не значи дека не ја заслужуваме правдата како сите останати граѓани. Неспорно е тоа дека нашата одговорност како полициски службеници е многу поголема со самиот факт дека државата ни доделила посебни закони, посебни работни обврски и посебни овластувања. Но тоа не значи дека треба да бидеме жртва само затоа што извршуваме некои од тие овластувања и повремено сме приморани да користиме репресивни мерки како средства за присилба во моментот кога превентивните мерки нема да бидат ефективни. Тоа се тие моменти и морам да нагласам, значи моменти се тоа. Кога еден полицаец мора веднаш да одлучи што и на кој начин ќе преземе, при тоа водејќи сметка за тоа тие мерки да бидат навремени, сразмерни, законски и во најблага можна форма,
а при тоа да не се нанесе штета по имотот и животот на граѓаните и да не се направи поделба на граѓаните на верска, расна, политичка или било каква друга основа. Посебно во моменти кога треба да се одбие напад од себе или напад на друго лице. И сето тоа во момент. Значи тоа се само моменти кога полицаецот треба да размислува што и како треба да направи. Бидејќи секоја неодлучност на полицаецот во таков момент може да значи и живот. Секогаш постоело ќе постојат исклучоци од таа пракса, но припадниците на полицијата не се имуни на тие исклучоци. Во денешниот случај кој го презентираме, случајот на полициски службеник Гоце Петковски, во нити еден момент не представува таков исклучок. Со ваквата пресуда, изречената драконска и неправедна казна, се доведува во опасност токму тој момент во идните интервенции на припадниците на полицијата. Се доведува во прашање иднината, не само на Гоце Петковски како човек и полицаец, туку на сите полициски службеници, на кои веќе им е изречена слична казна, на сите останати полициски службеници кои чекаат судска разрешница за обвиненија по истиот законски основ. А такви ги има многу, дури и за држава многу поголема од нашата. Но исто така се доведува во прашање иднината на работата на службениците кои ќе бидат доведени во заблуда, дали во таков клучен момент смеат да постапат по тие закони и уредби, а со самото тоа се доведува во опасност и сигурноста на граѓаните. Затоа, ние од Синдикатот на полиција во Македонија, во име на сите полициски службеници од сите гранки, со должна почит, апелираме и бараме од судската власт во Македонија, ваквите и слични случаи да ги разгледува и решава по истите со крајна сериозност, да ја согледа во детал и полициската страна на случајот и да донесува одлуки врз основа на морална, етичка и законски утврдена одговорност за случаите за кои се поднесени жалби, а посебно за овој конкретен случај. Синдикат на полиција во Македонија апелира и бара од апелационен Скопје крајно сериозно и со полно внимание да ја разгледа и преиспита пресудата на полициски службеник Гоце Петковски и во најмала рака да го врати случајот на повторно разгледување и судење во основниот суд. Но, следствено на досега изнесеното, апелираме и бараме од апелациониот суд во Скопје да не ја отфрла, туку да ја прифати и можноста за ослободителна пресуда за полициски службеник Гоце Петковски. Ние не бараме милост, не бараме привилегија во однос на граѓаните, не бараме посебен третман или статус во однос на граѓаните. Ние бараме правичност и правда за полициските службеници, ништо повеќе, ништо помалку. Бидејќи сметаме дека само на овие два начини ќе биде задоволена правдата и судската власт ја покаже својата правичност кон припадниците на извршната власт, полицијата, односно припадниците на полицијата. Само на таков начин во голема мера ќе се придонесе кон унапредување на односите на релација полиција-граѓани, а со тоа и голем придонес кон обезбедување на сигурноста и безбедноста на нашите сограѓани од страна на полицијата. Ви благодарам.